мора да има носител на одговорност, односно на темелот на државата. Тој е носител при формирањето на државата во 1991 година, односно континуитетот на АСНОМ од 1944 година беше македонскиот народ. Моето политичко кредо, мојата мотивација да се замешам во политика како студент по филозофија беше токму тоа, да се продлабочат тие фундаменти на една стабилна држава на македонскиот народ и се разбира сите што живеат во неа, една стабилна држава која што беше израз на векови борба на овој народ, векови борба и потреба за имање на своја држава. Тоа беше 1997 година. Јас не сум од тогаш политички активен, јас почнав повеќе години наназад, меѓутоа тогаш се појави во јавноста со тие протести. Тоа беше и останува до ден денеска моја политичко кредо. Ако ме прашувате што мислам денеска од таа перспектива, мислам дека сме ние пропадната држава. Сменети се фундаментите на државата, значи воопшто не е исто како што беше во 90-тите. Преамбулата на македонскиот устав е сменета 2 пати, не еднаш. Тотално е обезличена државата според потребите и притисоците на некои надворешни фактори, кои што воопшто не внимаваат, нити може да имаат увид како таа промена ќе делува внатре. А гледате како делува. Денеска гледате како делува. Се собираат 61 пратеник, едни сакаат држава за македонците, други сакаат поделба на држава на Македонија и Албанија, трети сакаат отповикување на признавање на Јужна Кореја, на Израел. Значи се собрало кој како стигнал, бидејќи нема јасна концепција што сакаме да правиме од нашата држава. За жал, може би звучи песимистички, јас мислам дека сме ние пропадната држава на сите можни нивоа. Корупцијата владее од шалтер до министер. И нема назнака како тоа во иднина ќе се реши или промени. Тоа е индикација на пропадната држава.